Страшен пожар избувнал ноќеска околу 2 часот и 30 минути на плац веднаш до бензинска пумпа во населбата Оризари на излезот од Кочани, при што целосно изгореле 3 автобуси, од кои 2 се туристички и 1 комбе, собственост на приватна фирма. Ова се остатоците кои што останаа по синоќешниот голем пожар во кочанската населба Оризари. Изгореа до темел 3 автобуси и 1 комби возило во непосредна близина на бензинска пумпа. За среќа нема повредени, но причинета е огромна материјална штета. Иако пожарот се развил во непосредна близина на пумпата, што го зголемило ризикот од евентуална катастрофа, навремената и брза интервенција на Кочанската територијална противпожарна единица спречила поголема трагедија, информираат од МВР. Пожарот бил локализиран и изгасната, интервенирано е со неколку возила и огнеборци. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски без коментар за овој случај. Не би можел во овој момент да коментирам на вашето прашање. Во текот на денот увидна екипа од одделението за внатрешни работи Кочани изврши увид, со што треба да се утврдат причините за овој случај. Неофицијално телевизија 24 дознава дека пожарот е подметнат од страна на лице кое имало фантомка на главата. Кочанчани коментираат: време е да се стави крај на ваквите инциденти во нивниот град по огромната трагедија во дискотеката на смртта. Па страшно е. Државичката ни се губи. Па не знам што чувало се, ама не толку. Се, шо е работа? Треба да се преземат тие мерки малку повише. Тоа е работа. Граѓаните од Оризари пак не сакаат да зборуваат пред камера, но позади неа велат дека биле разбудени од звукот на пукање и експлозии, пошто следувала паника бидејќи плацот со возилата се наоѓа на само неколку метри до бензинската пумпа во нивното место на живење. Сепак, благодарение на брзата реакција на пожарникарите, избегната е поголема штета и ризик по околните објекти.